Благодарам. Господине премиер, денес кога доаѓав на работа, на патот од Петровец кон Скопје имаше полно полиција и војска. Собранието денес е обколено како никогаш досега со бројна полиција и со војска. А вие во вашето обраќање и тоа на самиот почеток од вашата дискусија зборувавте за демократија и за демократско општество како што било нашето. Ова ли е демократија, војска и полиција да ги чува народните пратеници и тоа од кого? Од кого? Од народот? За каква тоа демократија зборувате, господине премиере? И сметам дека треба пред јавноста да дадете објаснување зошто е ова толку големо обезбедување на законодавниот дом или храмот на демократијата, каде што работат пратениците, представници на народот и од кого се чуваат пратениците кои се народни избраници и треба да го представуваат народот, интересите и волјата само на народот и на никој друг. Кога веќе спомнав за демократија, таа значи едно општествено уредување каде што врховната моќ му е дадена на народот и се извршува непосредно преку него или преку негови народни или избрани представници. Во секое едно демократско општество, кон какво што и ние се стремиме, волјата на граѓаните треба да биде неприкосновена и не смее да има простор за никакви импровизации и манипулации со истата. За жал, сведоци сме дека демократијата во Република Македонија ја нема и уште долго време ќе ја нема. Господине премиер, на 30 септември истата оваа власт организираше референдум и ветуваше дека волјата на граѓаните ќе биде испочитувана. Референдумот представува еден облик на непосредно одлучување на граѓаните за одреден правен акт или за донесување на некаква одлука од посебно значење на државата. Референдумот представува најзначајна и најраспространета институција за непосредната демократија секаде во светот. Референдумот кој се одржа на 30 септември и на него граѓаните јасно ја искажаа својата волја. Благодарам. Одлука нема, граѓаните не сакаат да го сменат името на Република Македонија. Благодарам. И треба да го почитувате тоа.